Лидерите на Европската Унија го одржаа првиот круг разговори во Брисел околу тоа кој треба да ги предводи клучните институции на Унијата во следните 5 години. Станува збор за неформална вечера на која председателите и премиерите разгледуваа кој би можело да преземе функцијата шеф на моќната извршна европска власт, Европската комисија, моментално предводена од Жан-Клод Јункер, откако ќе се повлече на 31 октомври. Тие исто така ги оценува и кандидатите за председател на Европскиот совет на местото на сегашниот Доналд Туск, како и за шефовите на надворешната политика на Унијата и на Европската централна банка. Сепак Туск, наведувајќи дека никој не може да биде исклучен, рече: I would just like to say that we did not discuss names tonight, just the process. So please don't ask me about names. Од друга страна, Ангела Меркел на пресконференцијата по состанокот во Брисел потврди дека за председател на Европската комисија го поддржува Манфред Вебер, кандидатот на десницата. Wir stehen, das will ich dann vielleicht auch noch mal wiederholen, damit morgen nicht die Frage wieder gestellt wird, zu unserem Spitzenkandidaten seitens der EVP, zu Manfred Weber. Andere stehen zu ihren Spitzenkandidaten. Das ist auch vollkommen klar. Францускиот председател Емануел Макрон пак застана против Вебер, наведувајќи ги како кандидати еврокомесарката за конкуренција Маргарета Вестагер, преговарачот на Унијата за Брекзитот десноориентираниот Мишел Барние и холандскиот социјалдемократ Франс Тимерманс. Според Макрон, неговиот приоритет е да се најде силен лидер кој нема да биде засенат од европските шефови на држави или влади. Ma priorité, c'est d'avoir les gens les plus qualifiés, c'est-à-dire ceux qui, d'abord, correspondent évidemment à ce projet et qui le partagent, qui sont le plus qualifiés et qui porteront l'Europe la plus forte possible. Евролидерите се надеваат дека ќе можат да ги наименуваат кандидатите на највисоките позиции на нивниот следен самит на 20 и 21 јуни. Сепак, доколку продолжат споровите, според аналитичарите, Европската Унија ќе ризикува да се најде во институционален хаос, оставајќи ја во неможност да носи клучни одлуки во време кога се сочува со растечката економска моќ на Русија и на Кина, како и со, како што се наведува, непредвидливоста на американскиот председател Доналд Трамп.